Зошто компаниите треба да инвестираат во HR обука? Ве покануваме оваа презентација да им ја покажете на вашите менаџери како основа за инвестиција во вас, односно да објасните кое е значењето од тоа да си има обучен HR менаџер во компанијата. Најпрво да започнеме со тоа која е целта на компанијата. Целта на компанијата е да остварува приход, а се она што ние како менаџери го превземаме е во насока на зголемување на тој приход, кој што имаме план да го оствариме во следниот период. Ние остваруваме приход поради одлуките кои што ги носат човечките ресурси во компанијата или човечкиот капитал, а се она што доаѓа во насока на зголемување на приходот, односно е иновација во производите или услугите, повторно доаѓа поради нашите вработени и затоа треба да вложиме во нив. Вработените се оние кои што носат клиенти, а лојалните клиенти остануваат поради услугата која што ја добиваат од нашите вработени. Меѓутоа, иако сето ова е вака, сепак во денешно време менаџерите имаат три предизвици. Едната е да иновираат, да го зголемат приходот и да постават системски процеси, кои што според мене можеби едно од најзначајните аспекти во компанијата и најголемиот преизвик за еден менаџер да постави систем и структура. Меѓутоа, еднаш штом се постави тој систем и структура, после тоа е многу полесно да се фокусираме, да иновираме и на тоа како ние ќе го зголемиме приходот, бидејќи ќе имаме вработени кои што точно ќе знаат што се очекува од нив и која е нивната улога во насока на зголемување на приходот. Која е моќта на еден обучен HR менаџер? Еден обучен HR менаџер може да ги постави следните процеси во компанијата. Најпрво да постави вистински процес на регрутација, да постави процес на онбординг, да постави систем на мерење на перформансите или учинокот на вработените, да развие кариерен пат за секој сектор. Секој од нашите вработени да знае точно од моментот кога доаѓа во компанијата до тоа каде тој може да расте и да се развива во следните 10-20 години. Да воведе процес на стимулација на зголемување за перформансот, односно како ќе ги наградиме ние нашите добри вработени или хај перформери. И да воведе процес на дисциплина, зашто бидејќи доколку имаме проблем, тогаш треба да најдеме начин како ние ќе поставиме процеси или еден детален план или екшен план, како ние ќе му помогнеме тој вработен да излезе од тој негативен рейтинг кој го има, да оди кон една позитивна зголемена продуктивност и да спроведе интерни обуки за развој на лидери и на вработени, дали ќе бидат тие технички, дали ќе бидат повеќе во насока на зголемување на нивните меки вештини. Зошто? Бидејќи за нашите вработени да се чувствуваат како дел од компанијата, истите треба да чувствуваат дека ние имаме план за нив, дека сакаме да ги развиеме, а сето тоа најдобро е преку спроведување на една обука. Овие процеси не само што ќе ги намалат трошоците, зошто бидејќи наместо да континуирано да вложувате во тоа да вработувате нови вработени, ќе се посветите на зголемување на вештините, на развивање на оние вработени кои што веќе ги имате во компанијата, при тоа истите ќе бидат лојални, ќе бидат срекни, ќе зголемите продуктивноста, бидејќи кога ќе поставите на систем на мерење на перформансите и ќе можете да измерите и секој вработен точно ќе знае да си го измери својот перформанс, колку е тој ефективен и ефикасен на работното место, тогаш и продуктивноста на целиот тим ќе се зголеми. И ова ќе донесе до зголемување на приходите во компанијата. Тука можеме да заклучиме дека за една компанија да биде успешна, потребно е да има систем. Можеби системот е и најтешкиот дел кој што треба да се постави, меѓутоа доколку еднаш го поставите, ви ветувам дека понатаму ќе биде многу полесно за воспоставување на сите следни процеси. Сега ќе започнеме со една листа на прашања, со тоа да утврдиме дали вашата компанија има поставен систем. Ако одговорите на сите овие прашања да, ви честитам, вие навистина имате успешно поставени HR процеси во вашата компанија. Доколку не сте сигурни во некој од одговорот на дел од прашањата, она што можам да ви го понудам е дека во Creative Hub ние можеме да ви помогнеме да ги трансформирате вашите HR процеси или вашиот HR оддел со целосна стратегија, доколку испратите еден или повеќе вработени кои што ќе бидат дел од оваа програма. Да започнеме. Значи, за да утврдиме дали вашата компанија има поставен систем, потребно е да одговориме на делот овие прашања. Најпрво запрашате се дали имате годишен план за регрутација на вработени и развој на таленти, односно дали знаете колку и кога ќе ги вработите луѓето и што ќе правите и кога ќе
ги развиете оние таленти кои што се внатре во компанијата. Дали ова е во насока на компанискиот 5 и 10 годишен план, односно дали е поставено стратешки. Од моментот кога луѓето се вработени, дали имаме поставени онбординг процеси во компанијата, што значи тоа? Дали се запознаени со целиот тим, дали има точно добиен job description и одредени цели, како ќе бидат измерени за тие цели. Тоа е и следното прашање, дали имате детален опис на работно место со јасно поставени цели, односно не само да му кажеме ова ти е работното место, туку да му дадеме шанса да се запознае со се она што се очекува од него и да му кажеме што ние очекуваме од тебе да сработиш во следните 30, 45, 60, 90 дена и како ќе бидеш оценет според за сработеното, според кои цели ние тебе ќе те оцениме, што се очекува од твоја страна. Дали има точно поставени KPIs или Key Performance индикатори, тоа се целите на компанијата и како ние ќе измериме дали вработениот навистина ги постигнал целите и е спремен за следното ниво во неговата кариера. Понатаму, дали имате процес на поставен двонеделен или bi-weekly KRA review. KRA е Key Result Area, тоа е, замислете, ако целите се на едногодишно ниво, тогаш истите ние не можеме да му кажеме на вработениот ти сега работи, па ние после 12 месеци тебе ќе те мериме и ќе утврдиме дали ти добро си ја сработил работата. Напротив, треба да имаме еден KRA процес каде што на секои 2 недели тој истиот вработен ќе седне со својот супервизор или менаџер и ќе помине половина час во разгледување на тоа кој е неговиот перформанс во изминатите 2 недели, односно за оние мини цели. Јас така сакам да ги наречам Key Result Area или мини цели, кои што сите заедно во еден период од 12 месеци на крајот треба да го дадат крајниот резултат. Односно, ако нашата цел би била за период од 12 месеци, ти треба да освоиш приход од, еве да речеме, 1000 евра, тогаш истиот тој, доколку го поделиме на 12 месеци, ќе биде некои 83 евра месечно, а доколку го поделиме на 2 недели, ќе биде 41 евра месечно. Па тие 1000 евра сега веќе не изгледаат 1000 евра, туку изгледаат една мини цел, која што ние во следните 2 недели треба да оствари нашиот вработен 41 евра. Ако сите месеци тој континуирано перформира, на крајот ќе ја постигне својата цел. Сега, за да можеме да ги поставиме овие процеси, треба самите менаџери или раководители на отделите да бидат истренирани за ова. Значи, треба да им да поставиме еден процес на перформанс менеджмент обука, која што доаѓа во самата академија. Дали раководството знае како да евалуира, да измери и да постави цели. Ние најмалце што сакаме да направиме е да имаме, да им кажеме на вработените од утре ние имаме перформанс менеджмент систем, меѓутоа никој од нашите менаџери да не знае да одговори како тој ќе се спроведе. Кога се поставува систем во компанијата, најпрво се тренира менаџментот, раководителите, супервизорите, сите оние кои што треба да ги евалуираат вработените, откако ние ќе се увериме дека они се 100% спремни во она што треба да го сработат, потоа се најавува на целиот тим дека ние од утре ќе спроведеме еден или ќе поставиме процес на перформанс менеджмент во компанијата. Дали имате воведен перформанс appraisal процес, дали имате процес на дисциплина и процес на бонус плата, односно што правиме за добрите, што правиме за лошите вработени или за лошите перформери. Дали има друг тип на награда или стимулација на перформансот? Колку часа неделно се вашите вработени продуктивни, дали тоа го имате измерено, дали знаете како да го измерите, колку часа вие очекувате они да бидат продуктивни, бидејќи е нереално да очекуваме 40 часа неделно 100% продуктивност. Како го стимулирате перформансот и продуктивноста? Како ние можеме да ги стимулираме и да ги мотивираме? Како го мерите вашиот NPS score? NPS е мерење на задоволството на вработените во компанијата од 1 до 10. Па дали нашите вработени понатаму кога ќе седнат со нивните пријатели, кажуваат дека се максимум среќни во компанијата или викаат одвај чекам барам нова работа? Како тоа влијае на компанијата, како тоа влијае на процесот на брендот на компанијата и во иднина кога ние би сакале да регрутираме други добри вработени, бидејќи за да расте компанијата потребно е, нели, треба да ни биде план да го зголемиме бројот на вработени. Меѓутоа, што ако нашите не препорачуваат како добро место за работа и ако немаме добро поставена employer branding стратегија, како ние ќе се успееме да регрутираме добри вработени?
Сега, дали вашиот HR може да изгради детален кариерен план за секој вработен и секоја позиција? Една работа е ние да го мериме процесот на перформанс, друга работа е ние точно да знаеме во пирамидата на секој сектор која позиција е на нула, која позиција е на врвот и што треба, кои се позициите измеѓу и што треба тој вработен да направи од едно до друго место, односно какви обуки треба да земе и каков перформанс скор треба да има на последната евалуација, за да може да се искачи на следното скалило на пирамидата. Колку време е потребно, дали една година, 2-3, како ќе се зголеми, како ќе се зголемат неговите задачи, дали може би од технички ќе треба да се развие малце повеќе во лидерски вештини. Сето тоа треба да го има во еден кариерен пат за секој вработен и за секоја позиција. Кога некој ќе дојде на едно интервју за работа, ние треба точно, иако може би се работи за практикантска позиција, треба да бидеме спремни точно да му одговориме доколку ти останеш во оваа компанија. Од тебе ние можеме да направиме следна позиција, директор, менаџер, вајс президент, како и да е, доколку навистина твојот перформанс е континуирано добар и доколку ги вложиш во доедукација, односно во оние обуки кои што интерно треба да ги спроведеме, за да бидеме сигурни дека ти можеш да се носиш и дека си спремен за следното ниво во твојата компанија. Па одеднаш тој практикант нема да мисли дека работи како практикант, туку ќе мисли на долгорочната визија каде ќе биде тој за 10-15 години од сега и дека може да биде CEO можеби во компанијата, ако навистина добро перформира и ако се обучува интерно во компанијата. Понатаму одиме на следното, дали може да се постават интерни обуки за лидери, ова е во предметот тренинг и девелопмент. Нормално сега компанија треба да има план за развивање на лидери. Уште она што е многу интересно, нешто ново што го введовме е план за развивање на жени лидери, бидејќи жените докажано е дека помалку завземаат лидерски позиции, меѓутоа доколку ние како компанија или нашиот HR сектор има точно спроведени HR обуки за развој на жени лидери, тогаш ние можеме истите да ги имплементираме, со што исто така влијаеме и на зголемување на задоволството кај жените во компанијата, бидејќи покажуваме дека имаме план и за нив. Како ги подготвувате вработените за следното ниво во нивната кариера? Дали имате традиционални лидери или имате интерна коучинг обука за сите? Коучингот исто така треба да биде дел од тренинг процесите на компанијата, покрај лидерство, покрај перформанс менеджмент. Зошто? Бидејќи коучингот е начинот на комуникација. Треба да ги научиме нашите менаџери кои што не се научени, бидејќи никој не се родил спремен, како да комуницираат со воведување на едни коучинг практики. Како се справувате со конфликт? Како ги мотивирате вработените да ви дадат фидбек, да ви дадат еден отворен одговор за тоа што се случува во компанијата? Овие се дел од прашањата кои што сакаме самите да си ги поставите, да ги одговорите и доколку на сите имате потврден одговор, ви честитаме, навистина имате еден успешен систем, HR систем во компанијата. Меѓутоа, доколку немате, тогаш нашата понуда е следната. Би сакале да ви понудиме да испратите еден или повеќе вработени на нашата Академија за човечки ресурси, која што е акредитирана од SHRM, Society of Human Resources Management. Тоа е најголемата организација во Соединетите Американски држави и исто така од моментално акредитираме во Министерството за образование. Што значи дека добивате 74 часа регуларна програма плюс 50 часа менторски сесии 1 на 1, на кои вработениот ќе работи на се што вашата компанија треба да имплементира. Значи имате регуларна академија плюс 50 часа 1 на 1 сесии и плюс дополнителни 10 часа консултантски услуги кои се достапни за вас откако ќе почне вработениот да ги имплементира процесите во вашата компанија. Значи нема само да го обучиме него, туку исто така ќе ви стоиме на располагање и на вас, кога ќе почнат да се имплементираат процесите, ние сме тука да дадеме 10 часа во консултантска помош, вклучени во самата понуда за компаниите. HR одделот треба да биде вашата најдобра инвестиција, бидејќи за се она што вие како претприемач сакате да го постигнете, потребен ви е тим од човечки ресурси кој ќе ве поддржи. На крајот би сакала да ве поканам да закажете состанок на 071 214 849 и да добиете повеќе информации за програмата која што ја нудиме. Ви благодариме за вниманието.